гледате низ кризал стаклата. Ниту дождот, ниту прашината или нечистотијата, ниту отпечатоци од прсти или гребаници, ниту одсија и навечер. Вашите кризал стакла ви даваат совршена визија, совршен поглед. Живејте го животот во јаснотија. За консултација за кризал стаклата, прашајте во Панда Оптик. Дарио не донесе на втората позиција. На иста патека со исто расположение ги гледаме и оваа недела IQ, овој пат на место број 2. Но пред да го видиме спотот, Силви Бенд ни ја честитаат новата година. Следува прилогот со Владко и Силвија. Ноќта е волшебна, со звезди накитена, со љубов преполна. Најпрво да започнеме со вашиот 7-ми албум кој го промовиравте изминатово лето. Кажете ми нешто повеќе околу него. Ајде, си препуштаме еден на друг. Сега Тој е проект кој што содржи 10 нови композиции, 2 преработки на народни песни, нели 1762 лето и Твоите очи лено, во Владково доживување на истите композиции, во современ еден техно модерн аранжман. Останатите се Не сакам крај, Македонија, композиции кои што публиката веќе имаше прилика да ги доживее и низ спотови, а и во емитување на нашите радио и ТВ станици. Она што е најактуелно во моментот, би рекла, откако само што заврши промоцијата на претходниот спот за Бакани Живрели, убав летен спот на јахта во Охрид,
еве ние го промовираме сега и новогодишниот. Бидејќи имаме новогодишна композиција на која што ни гостува нашата ќерка Аделина, ја пее првата строфа, ја свири целата композиција на перкусии, чиразни. Направивме и спот со една убава топла порака до сите наши гледачи да си бидат живи и здрави, да се сакаат. Воедно овој албум е наш авторски албум, на кој што се јавуваме како автори Силви и јас, комплетно, значи, и еден од најпродуктивните, бидејќи до сега скоро секоја песна си најде видеозапис, вие ги имате сите во Skynet, можете да си ги пуштате. Бенд секогаш се присутни на естрадата со некоја новост. На што се должи вашиот успех? Што е она што ве мотивира? Може би континуитетот во работата, бидејќи Владко и јас не правиме паузи во смисла... Значи во кариерата нема никакви паузи, цело време сме активни. Некако, може би добро тоа што одржавме константа. Откако почнавме до денес сме континуирано присутни, работиме интензивно, живите настапи се она што е карактеристично за нас. И мислам дека може би тоа некоја си формула, иако нормално работат и поинаку со оглед на тоа дека менаџираме сами, тоест во нашата ситуација Владко е менаџер. Јас сум многу среќна што телефоните се уште звонат и луѓето што сакаат добра забава се уште знаат каде да се јават. И самиот контакт со луѓето уствари нас не полни со енергија и ни дава поттик за нови композиции, за нови аранжмани, за нов репертуар на живите свирки, на самите концерти. Секогаш има некоја свежина, некоја новост. Ги следиме светските трендови музички, така да секогаш има некоја освежување. Акцентот во спотот Нова година паѓа на семејните вредности, на празничното расположение. Чија беше идејата за спотот? Со кој се работувавте? Вака, нели, самата тема Нова година асоцира на исконското, на убавото, на фамилијата, да се одржи фамилија, брак, семејството, нели, и точно поради тие вредности и љубовта, нели, одлучиме да направиме еден квалитетен видеозапис кој што го реализиравме заедно со нашите другарчиња, пријатели, тука има мали дечиња, нели, сето тоа што асоцира на љубов, на фамилија и со прекрасната средена елка, амбиентот. Идејата беше комплетно наша всушност. Тоа се луѓе, во спотот се луѓе кои што се наши драги луѓе со кои што често поминуваме многу време. Сакавме тоа да биде спот кој што ќе биде близок до луѓето. Значи нормален, онаков реален, онака како што всушност е, како што поголемиот дел од нас го поминува своето време, дружејќи се со драги луѓе и со луѓе кои што им значат во животот. Нормално ги потенциравме трите сегменти на нашата религија, љубов, верба и надеж, да се сакаме, да си простуваме, да си помагаме, се да делиме. Тоа е дел од текстот на самата композиција. Нормално сето ова го усними и прекрасно измонтира нашиот драг Никола, и спотот изгледа така како е благодарение му него. Да. Кога сме веќе кај празничното расположение, кои се вашите ангажмани во оваа празнична еуфорија? Вие ми спомнавте нешто за Бадник? Да, она што е интересно оваа година... Со гордост можеме да го најавиме ова, бидејќи на нашиот најголем православен празник, нели, кој што премногу се слави, годинава добивме таа чест да бидеме здравичари на Бадник, што е навистина чест и задоволство и голема одговорност, по кој повод и направивме една нова композиција која што ќе ја промовираме, здраве Боже, на самиот празник пред соборниот храм. Вашата екипа ја каниме, може да дојдете да видите исто така дел од Бадниковиот одбор. Иначе во таа организација сме веќе 13 години и со нас започнува празникот Бадник во 9 наутро, кога излегуваат сите свештеници пред нашиот најголем храм Свети Климент. Се пее, нели, нашата химна, се крева знамето Бадниково, се служи греана ракија, нафора и убаво расположение има преку целиот ден. Одиме на ручек, го прославуваме нашиот најголем православен празник и токму поради сите тие сегменти што ги спомнав, навистина ми е чест и задоволство што годинава ќе бидеме ние здравичари, јас и Силви.
И што е она што го подготвувате следно во моментов? Кои се вашите планови за воиднина? Овака силубент не стои. Значи, неодавна имавме еден голем концерт на отварањето на Виноскоп, каде што навистина убаво си поминавме со нашиот проект Песни од Коштана, мюзиклот, кој што навистина е прекрасен. Мината беше преубава, 30 луѓе бевме на сцена, најубавата Коштана и најквалитетната на Балканот, прогласена на сите времиња, која што 2 пати беше во театарот и сега како мюзикл спакован. Единственото CD на кое што можете да ги најдете сите композиции, 16 плюс сите најубави монолози на главниот лик Митки Коштана, која што за прв пат се јавува на CD-то покрај песната, покрај сонговите и како рецитатор со најубавите монолози кои што ги толкува заедно со Митке, односно господинот Илија Струмениковски. Исто така, пред Нова година е голема новогодишна еуфорија, многу коктели, многу концерти, настапи во живо, дружење со луѓето и така натака.